Информациите стигнуваат до вас. Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Префрлете се и вие во VIP Postpaid со истиот број и префикс и ослободете се од месечната претплата до крајот на годината. Повеќе за вас. VIP. Некои го обожуваат вкусот на лимон, други го сакаат остриот допир на кинин. Искусните само уживаат. Швепс за искусни. Кожата се суши со текот на времето. Исто и вашата кожа кога се туширате. Го представуваме Dove Men Plus Care гелот за туширање со уникатна микромојшеп технологија која го запира сушењето на кожата. Обичниот гел за туширање може да ја направи кожата сува и затегната. Dove е поинаков. Создаден специјално за мажите, ја остава кожата чиста и навлажнета. Нов Dove Men Plus Care. Само за мажи. За чиста и негувана кожа. Уметност на грејењето. Дизајнирани инокс радиатори од Завар. Префрлете се и вие во VIP Postpaid со истиот број и префикс и ослободете се од месечната претплата до крајот на годината. Повеќе за вас. VIP. Добро вечер со новата сезона на Код, во која сега, барем на почетокот, се враќаме во минатото и откриваме нови моменти од македонската историја, случајно или намерно заборавени. Така Код решава мистерија, стара 60 години. Официјално во македонските учебници и архиви е заведено Панко Брашнаров, председавачот на АСНОМ и подпредседателот на првата македонска влада, починал на Голи оток. Неговиот гроб е непознат. Но Код го направи она што не сакале или не можеле или заборавиле да го направат сите досегашни македонски влади. Погледнете. Другари и другарки, народни представители. Во овој момент, во ова историско место седи отец Прохор Пчински и на овој историски ден Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки, од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплюскувате целата македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10-вековниот робски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска земја. Со овие зборови велешанецот Панко Брашнаров го отвори првото заседание на АСНОМ. Дочека да ја види Македонија слободна и независна. Дочека да го види она за што се бореше целиот свој живот, од Илинденското востание до вториот Илинден во 1944 година. Затоа и говорот му беше толку вдахновен и инспиративен, а гласот растреперен и возбуден.
но не и се радуваше многу на слободата за која цел живот се бореше, зашто таа иста македонска држава по 7 години го испрати на озлогласениот Голи оток, каде што заврши неговиот живот. Почина на остриот Голоточки камен на 13 јули 1951 година. 60 години никој не успеа да го пронајде неговиот гроб. 60 години никој не се потруди да открие каде се неговите посмртни останки. 60 години никој не му положи цвеќе на вечното почивалиште. Кот тргна во мисија да ја исправи десениската неправда кон човекот што ја задолжи Македонија. Според официјалните документи, Брашнаров починал од воспаление на срцевиот мускул, но неговите современици кои го виделе на Голи оток раскажуваат дека Панко умрел како последица на претепување и мачење. Тортурите врз затворениците биле страшни, раскажуваат тие. Голем дел од нив веќе не се меѓу живите, но се уште е жив творецот на Голи оток, тогашниот генерал на УДБА Јово Капичич. Тврди дека не го познавал Панко Брашнаров. Ништа о njemu ja ne znam i ne vjerujem ja pola toga što vi pričate. Da ga je neko bio na Goli otok, to je laž. To je jedna potpuna laž. Jer na Goli otok nije se išli, mi smo mogli sve da ih pobijemo u vagon pa da ih bacimo u more. A što se tiče nekih koji su umrli na Goli otok, ima, to je umrlo od bolesti. Не отучи, никак. Името на Јово Капичич во историјата ќе остане запаметено по Голи оток. Како заменик министер за внатрешни работи на Југославија, тој имал командна задача поврзана со логорот на озлогласениот остров. Но и по повеќе од 60 години од формирањето на Голи оток, Капичич негира речиси се. Savezna UDBA nije nijednog nikad čovjeka uhapsila. Nije se ona bavila tim, ona je organizacija koja kontroliše opšti smjer tih stvari. A ko to radi? Republike za sebe, opštine za sebe, nekakve male stanice policijske. I one nađu za potrebno da nekoga čovjeka ocrne ili ga prikažu onako kako jeste, spakuju i pošalju i Goli otok. I to je bilo naopako, to je bilo štetno, to je bilo žalosno. Ali je bila gužva jedna takva, to je ratno, poluratno stanje. Токму во таа гужва, како што Капичич го нарекува повојниот период, во 1948 година, со избивањето на спорот меѓу Југославија и Советскиот сојуз поради резолуцијата на Информбирото, Брашнаров јавно застанува против ставот на Комунистичката партија на Југославија и се изјаснува за резолуцијата. Верувал дека на таков начин им служи на интернационалните идеали на пролетерската револуција. Низ цела Југославија започнуваат политички апсења на оние кои не мислеле како маршалот. Во тоа време, Брашнаров е пратеник во Македонското собрание, па со пратеничката плата им помага на семејствата на македонците, веќе затворени по информбировска линија. Заради ова, набарго и тој станал трн во окото на УДБА. Другови, дозволите ми да кажем само пар речи о нашем слабостима, о нашем политичком животу. Имате u posljednje vrijeme ne malo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam. Komunisti su zaboravili na šire interese čitave zajednice, gledaju, neki komunisti gledaju samo svoj najuži krug. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Кон крајот на декември 1950-та, 68 годишниот Панко е притворен, а 6 месеци подоцна со решение е упатен на Голи оток. Качен е на воз и заедно со голем број други македонци испратен на островот на смртта. Дел од нив умираат по пат. Брашнаров сепак успева да го издржи патот, но на Голи оток не издржува ни една недела. Неколкумина македонци кои го преживеале Голи оток се сеќаваат на средбата со Панко. Вевчанецот Светозар Чочоровски во своите мемуари раскажува. Панко имаше 68 години, но личеше како да има 90. Беше тотално исцрпен. Не можеше да стои на нозе. Не прозборе ниту збор.
туку само гледаше некаде далеку во празно. Велешанецот Јордан Мецановски вели: Последен пат го видов Панко Брашнаров пред санитарниот јазол неколку дена пред да почине. Кога излегов од него, кон клозетот доаѓаше Панко, наметнат со кебе, гол. Го причекав да дојде да го прашам во кој павилјон е распореден. Ми рече дека е во павилјонот број 6. Како е, го прашав. Не ме бидува. Ме тепаа. Ова не биле луѓе. Ова биле зверови. Уште еден негов сограѓанин го видел Брашнаров на островот. Аче Кјучук раскажува: Работејќи во мензата го здогледав Панко. Се упатив кон него. А тој одеше придржуван од двајца што го носеа подмишка. Сакав да го охрабрам. Безуспешно. Ми рече: Аче, мене веќе не ме бидува. Јас сум исцрпен. Се сврши со мене работата. Нема да се видиме веќе. Да знаеш. И не го видов повеќе. По неколку дена слушнав дека умрел. Го плачев како татко. Од тој момент никој не знае каде е неговото мртво тело. Според едни, тој бил закопан на Голи оток. Според други, гробот му бил во блискиот град Бакар, а според трети, телото му е фрлено в море. Neka neko pođe u opštinu Rijeka, tamo će naći negde, sad da li su ih bacili u pseće groblje ili u groblje, ja to ne znam. Ali su tamo sakrali. Нема истини причаме да се убацили у море, да... Ne, ma kako može tijelo more. To treba da plovi danima i danima i da se skupljaju ribe i da smrdi, da izlazi. Pa to je glupost. Što im to treba kad postoji zemlja? Ако му се верува на Капичич, теоријата дека Брашнаров станал храна за рибите не е точна. Неговото тело би требало да е закопано в земја, на тлото на Хрватска. Хрватските ветерани од Голи оток се поорганизирани од македонските. Имаат свое здружение кое работи многу активно. Драган Бешкер е нивни секретар и самиот поминал ни слично истражување како нас, барајќи го гробот на својот дедо кој починал на Голи оток. Неговото искуство ни беше од огромна помош. Kad sam pročitao knjigu Ivana Kosića, inače jako odlična knjiga, izvanredna, Goli otok, Titov najveći konclogor, ja sam se javio autoru i nakon kraćeg razgovora on me uputio drugim svojim kako bi rekao, sudrugovima koji su bili na Golom, međutim informacija nije bilo. Kao što i u knjizi piše i što su oni sami svjedočili, dosta je ljudi nastradalo, nisu oni znali točno koliko. Brojka se je kretala od par stotina pa čak do, hajmo reći, 1000, ali vrlo znači nepouzdano. Njihova su iskustva sljedeća, to je bila ta nepoznanica sa grobištima. Oni su svi znali da je dolje nastradao ne mali broj ljudi, najviše baš 51. čak mislim 260, 51. Prema evidencijama koje su dostupne iz Saveznog, iz UDBE iz Beograda. Ukupno njih smo pronašli 450, oko 450 smrtno stradalih, najbolje rečeno. Oni su znali, i to je budući da su u više navrata posjećivali Goli otok, da dolje groblja nema ni grobišta, ali oni su i svjedočili da su ljudi dole privremeno bili sahranjivani do prevoska, do deportacije na kopno. Кругот се стеснува. Според искуството на Бешкер, телото на Панко Брашнаров можно е да е закопано на Голи оток. Ова се совпаѓа и со сведочењето на уште еден голоточки затвореник и современик на Брашнаров, велешанецот Јордан Лазаревски Цвајот, кој тврди дека лично го закопал Панко на островот. Но освен ова сведочење, друга потврда немаме. Иван Косич, 90-годишник кој во Титовиот логор бил 5 години, дошол до многу значајни податоци за починатите на Голи оток, кој ги објавил во својата книга. Po onome kako sam ja, do zaključka koga sam ja došao, 801 ima u svoje ime oznaku da su Makedonci. Ko je bio najstariji, ko je umro? Najstariji je bio Brašnarov.
Brašnarov. Jel vi pamtite Brašnarova? Ne, nisam nego... Koga Makedonca poznajete? Poznajem Lazarevskog. Kažete da poznajete Lazarevskog. On u njegovim sjećanjima tvrdi da je nakon smrti Panke Brašnarova on lično ga sahranio nekih 150 metara iznad ambulante. Je li bilo to moguće? Je bilo moguće. Ова го потврдува и председателот на Хрватското здружение на голоточките затвореници Павao Ravlić. To je apsolutno bilo moguće, barem kao privremeno ukapanje. И 86-годишниот Равлич е поранешен политички затвореник на Голи оток, исто време кога таму бил и Брашнаров, но не го познава лично. Раскажува дека 1951 година кога Панко умира била најтешката за голооточките затвореници. Тогаш починали најголем број од нив, но местото на нивното погребување било мистерија. Niko ne smije pitati ko je, šta je, nego zna se da je mrtav, da ga treba sahraniti. Dugo se nije znalo gdje se sahranjuju mrtvi. Groblja nigdje nije bilo. Ja nikad groblje nisam vidio. Kad je neko umro, kad je neko ili su ga ubili ili šta se s njim dogodilo, on je nestao i više ga nije bilo. Kamo su s njim, ja to nisam znao. Ali sam poslije, proučavajući to sve skupa, sam došao do toga da su neke sahranili i na Golom otoku. Ba, nemate kamenjar, bre, to ne možeš skopati više noći da kopaš. Kamenjar. Jovo Kapičić laže sve po redu. Laže. Jednostavno laže. Единственото место да дознаеме кој лаже, а кој ја зборува вистината е Голи оток. Ова е патот кој стотици луѓе пред повеќе од 60 години ги одведе во смрт. Патеката која пред точно 60 години ја помине и Брашнаров и по која жив не се врати. Како ги одминуваме оние 3 наутички милји или нешто помалку од 6 километри колку што има до островот, така возбудата станува се поголема. Измешани чувства, намачнина од помислата на ужасите што таму ги преживувале казнетите и медитеранската свежина со која изобилува питомиот залив. Адреналинот е се поголем. Ќе го најдеме ли гробот на Панко? Што ако тој не е обележан? Што ако тој воопшто не е тука? Прашање по прашање, а одговор нема. Но блиску сме. Со нас е и Владимир Бобинац. На Голи оток поминал 2,5 години. Сега овој 90 годишник ужасите од логорот им ги прераскажува на генерациите, за да не се заборави и да не се повтори, вели тој. Sa desne strane uz more bilo je nafinjeno pristanište za brod. Brod koji je dovodio ovdje nove grupe kažnjenika. Taj brod imenom Punac, svi kažnjenici pamte dobro te brod. On bi, dakle, dolazio tu uvalu i tu bio iskrcaj kažnjenika iz broda. Prvo, kada je brod došao ovdje, utihnuli su brodski motori. Mi smo u brodu od Bakra do Gologa, a mi ne znamo da idemo na Goli. Mi ne znamo to. Mi smo klečali u brodu. Mi smo svi u brodu klečali, ruke na leđa klečali. Kada su utihnuli brodski motori, to je bilo tu, a mi to ne vidimo. Šta je tu? Tada je u brod su iskočili neki ljudi. A ti ljudi koji su iskočili u brod, njih 10, 12, 14, svi su bili odjeveni nekakvu robu jednako, od grubog nekog sukna su svirali. I ti ljudi su, a mi više ne klečimo, mi smo se u brodu digli, mi ne znamo što će biti.
kaže, možda će nas baciti neđer u more, ćemo oni biti strenjeni, mi ne znamo. Ljudi stoje rame do rame jedan od drugoga, jer tako smo možda i jači kada smo u masi. A ti ljudi koji su iskočili u te brod, jednom se iz te mase vuku čovjeka, čupovi čovjeka i dvojice ga pribijaju. Панко Брашнаров бил во 8-та група која на островот стигнала на 6 јули 1951 година. Претепани и понижени, збунетите грешници за комунистичката партија ги чека нов шок, големиот линч. To je bilo na strahota. U Žici oko 2000 ljudi je bilo postrojeno u jedan vrste dve, licem okrenuti jedan prema drugomu. I sada su novi kažnjenici morali proći kroz taj stroj, a tu su pribijali ljude. Inače, ovim nebom odzvanjali su povici udri bandu, udri bandu, udri bandu. Mi smo ovdje morali se skinuti, postaviti svoju robu, dobili smo dobačene stare vojničke uniforme, prnje ili dronjke, svi smo postali sada odjednom jednaki. Ušli smo u tu žicu, prebijeni, mnogi nisu ni uspjeli stići do te žice, jer su prebijeni, polomljeni, jednostavno bili izbačeni iz toga stroja i ostali ležati, dakle, izvan toga stroja. Kasnije uneseni u žicu. Kako ste vi izdržali, Špolić? Ja sam prošao taj stroj, iako me jedan iz tog stroja kažnjenika tako kamenom koji je uhvatio, mene hvatio od doze u lice. I to je jako krvarilo. Tako da sam bio sav krv od toga. I došao sam do kraja. Tada sam s nekim redom svrstan između onih 15 kažnjeničkih paviljona, uz jedan paviljon. I tako smo stajali mi svi prebijeni u zidu, u rukama, na leđima. Nema više povika udri bandu. Možda poneki usputni udarac šakom u leđa. Tada mi je prišao jedan čovjek koji je tako podigao moju glavu i gleda povrede. U njegovim očima sam vidio da nema mržnje. Kasnije sam saznao da je to kažnjenik, liječnik dr. Nikola Nikolić. Низ шпалилот од луѓе поминали Панко. 2000 луѓе, 4000 раце крвнички го удирале стариот и изнемоштен револуционер. Брашнаров не издржал, паднал и бил исфрлен од стројот. Јордан Лазаревски се сеќава на тие моменти. Гледав како некој човек лежи, а оние што поминуваа покрај него ќе го чукнат со нога. Кога се приближив, го видов. Пред мене лежи Чичко Панко. И покрај строгите наредби се наведнав, го зедов врз себе и се упатив кон амбулантата што беше оддалечена на 200 метри. Носејќи го врз себе, чувствував како дише. Го однесов во амбулантата. Вечерта пред бараката ме изнесоа. Беше поставен строј. Ми рекоа дека сум направил грешка што сум го однел човекот во амбулантата. Ме натераа за казна неколку пати да поминам низ стројот. Ме тепаа. Ja sam bio u paviljonu broj 3, preko puta mene je bio paviljon broj 2, a tamo je bio takozvani centar u kojemu je bila uprava našeg gradilišta. I tamo su stajali isljednici koji nisu tada nikoga tukli. Ali tu su bili ljudi skloni udbi koji dočekuju i sad ljude tuku ono u najozbiljnijem smislu, tako rekoći do besvijesti. I kad se recimo vidi da je taj već ili izvan svijesti ili recimo da je možda i na samrti, onda ga se slalo u bolnici doktoru Nikoli Nikoliću. A sad apropo toga kad se kaže bolnica, pa to je ipak kao nešto dobar znak, imate bolnicu. Taj doktor Nikola Nikolić, da bi imao najosnovnije sredstvo za rad, a to su liječničke slušalice, nije dobio normalne slušalice za to, nego je kod jednog mehaničara došao reći, čuj, ne mogu dobiti prave slušalice, ali ti bi meni kao mehaničar mogao napraviti po mojim uputama. I doktor Nikola Nikolić je govorio ovomu Đuri Biliću šta da radi i na taj način je doktor Nikola Nikolić za svoju bolnicu dobio slušalice.
Токму докторот Николич е еден од потписниците на записникот за смртта на Брашнаров. Не можејќи да го издржи крвничкото тепање во шпалирот од затвореници, слаб и изнемоштен, во логорската болница е примен на 8 јули. Медицинската белешка за смртта упатува на срцев удар. Иако умрел денски, затворениците не виделе каде е однесено неговото тело. Kad su mrtve nosili iz ovoga, ovim stepenicama, mrtve, a to su paviljoni. Mi svi kažnjenici su morali ući u taj prostor, to je bio zid, imao je 6 prozora na ovom mjestu. Svi smo morali u paviljonu stati ovako, ruke na leđa, glava dolje, na prozore se zastirale dekama i tada mi znamo da se nose mrtvi. Iz ambulante nose mrtve, dakle i žice na Mirogoj ili druga groblja gdje su odvozili. Сепак Јордан Лазаревски Цвај тврди: Ни беше речено да го закопаме. Го зедовме телото на Чичко Панко и го однесовме околу 160 метри над амбулантата. Таму му ископавме гроб. Во наредните денови по наша иницијатива направивме крст и го поставивме на гробот. По крстот се разликуваше од другите гробови. Кон ова место, кон гробот, погледнував и тогаш кога втор пат ме донесоа на Голи оток. На гробот се уште ги чувствував слабите отчукувања на неговото срце. Јордан Лазаревски Цвајот, велешенец кој бил на Голи оток, тврди дека тој го закопал Панко Брашнар веднаш по неговата смрт. Според неговите зборови, гробот на Панко бил на 150 метри над амбулантата, што би требало да значи дека Панко бил закопан некаде овде, на местото каде што сега се наоѓаме. Но тука нема никакво обележие. Згора на се, збунувачки се и сведоштвата на уште двајца македонци кои заедно со Брашнаров биле на Голи оток. Јонче Фотев во своите сеќавања вели дека еден ден кога шетал крај брегот на Голи оток во 1954 година, забележал некакви лимени сандаци на кои биле испишани имиња на покојниците. Беа мощно оштетени од солената вода, но сепак уште добро се читаа имињата. Се стресов кога на една од тие кутии го прочитав името на Панко Брашнаров. Меѓутоа, Тане Танески од охридското село Белчишта раскажува друга верзија. Тој вели дека дента кога починал Брашнаров, го испратиле на работа во болницата. Таму го видел мртвото тело на Панко покриено со чаршав. Танески вели дека телото го видел уште еднаш на бродот, но не знае дали го однеле на копно за да го погребаат или го фрлиле в море. U početku su, kad su bili samo prvi nekoliko mrtvi, zakapali na Golom otoku. Znam i po tome što su u 950. godini, pričao mi jedan naš kažnjenik, zvao se Zdenko Jungić, bio je u jednom paviljonu blizu moga, inače iz Prijedora. On je meni pričao kako je on sudjelovao jedanput u sahranjivanju jednog kažnjenika, ali tu sam ne zna koji je kažnjenik. On je imao jednu noćnu smjenu rada i vratio se sa te smjene oko 4 ili 5 sati ujutro. I tek što je bio legao, došao mu je sobni stareština i rekao njemu još nekoj dvojica, onda bilo još 4 ljudi iz drugih paviljona, da se dignu, da se jave doktoru Nikoliću u bolnicu, da trebaju nešto obaviti. To nešto. Do te mjere se pitanje smrti kao sakrivalo. Poslije, kada je bilo više mrtvi, pogotovo 51. godine, onda su razvili sistem da ih se sahranjuje u nekom od bližnjih gradova. To su bili Rijeka, Bakar i tako dalje, dakle izvan Golog otoka, a čak, što ja isto nisam nikad znao, i na Mirogoju u Zagrebu. Во меѓувреме, Хрватскиот државен архив не извести дека ни е одобрено барањето за увид во документацијата од Голи оток. Ни подготвиле списи од кои можно да се открие местото на гробот на Брашнаров. Sve je govorilo da se treba obratiti državnom arhivu, ispred tu gdje smo sada, i potražiti šta oni imaju. На почетокот од нашето патување не можевме ни да замислиме дека документите за потресните голоточки судбини се архивирани во толку раскошен амбиент. Верувам дека малкумине имале можност да ја прелистуваат оваа книга. Оригинална е. Прелетуваме преку мноштвото имиња. Каква иронија,
Имиња кои во себе го кријат ужасот на Голиот оток, напишани со краснопис. Во регистерот под буквата Б го наоѓаме името кое најмногу не интересира – Брашнаров Тодор Панко. Татковото име и датумот на раѓање се поклопуваат. Веќе со сигурност знаеме дека е тој. Во графата за забелешки пишува умрел. И потоа го пронаоѓаме и клучниот документ број 8, список на починати затвореници. Подреден број 23 е Панко Брашнаров. Во графата каде се наоѓаат посмртните остатоци стои шифра МРГ 147 3442. Ни помага искуството на Драган Бешкер. Тоа е шифра за гробиштата Мирогој во Загреб. Не можеме да дојдеме при себе од помислата. Го најдовме гробот на македонскиот патриот, творецот на ВМРО Обединета, сведителот на двата Илиндена, современикот на Гули и Алабакот, искрениот пријател на Ризов и Чуповски, соборецот на генерал Михајло Апостолски, блискиот соработник на Рацин, Ченто и Пирузе, народниот учител Панко Брашнаров. Човекот кој пред своите очи визионерски ги виде разбрануваните Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, како силно ја прегрнуваат напатената македонска земја. Го направивме она што никој 60 години не успеа. Сменивме мал, но значаен дел од македонската понова историја. За Панка Брашнарова се тврди да е сахранена Мирогоју. Како и šta dalje vidjet ćemo. Но од Мирогој разочарување. Иако во архивските списи е заведено дека Брашнаров е закопан таму, оттаму ни одговорија дека во нивните документи го нема. I ja uopće ne sumnjam da je se desilo, znači pretpostavljam, gotovo sam siguran da je se desilo isto kao u slučaju moga djeda, znači da je nakon 15 godina da su kosti ekshumirane i spremljene u zajedničku kosturnicu, jer očigledno niko se nije, budući da vi u Makedoniji isto niste znali gdje on počiva, da je premješten u zajedničku kosturnicu. Mali je problem ovo što smo otkrili, da je u bilješci saveznog Suzupa, kako se skraćeno kaže, da je on sahranjen na Mirogoju, ali su nam u prvi mah rekli da ga nemaju u evidenciji, tako da će to biti, nadajmo se, ipak rješiv nedoumica, da će se ustanoviti gdje je sahranjen. Во Мирогој веќе не очекуваат и ни го покажуваат овој документ кој утрото го нашле. Матичната карта на покојникот Панко Брашнаров. Неговиот гроб не е ниту на Голи оток, ниту во Риека или Бакар, ниту пак телото му завршило в море. Вечното почивалиште му се наоѓа тука, на градските гробишта Мирогој во Загреб. Посмртните останки му се погребани во 1953-та, 2 години по неговата смрт, што ги потврдува исказите на Цвајот дека тој лично го закопал Брашнаров на Голи оток и на хрватските голоточки ветерани дека мртвите биле прво закопувани на островот, а подоцна есхумирани во гробишта на копно. Ова е локацијата 147А на градските гробишта Мирогој во Загреб. 2 години по смртта на Голи оток. Во 1953 година посмртните останки на Панко Брашнаров се донесени овде и закопани токму тука на оваа парцела. Тие лежеле тука цели 18 години, кога во 1971 се преместени на друга локација, 100 метри подалеку од оваа. Ова место на кое Брашнаров бил закопан во посебен гроб биле партизански гробишта. Но според тогашните закони, ако после 15 години покојникот никој не го побара, неговите посмртни останки се преместуваат на друга локација. Така било и со Панко. Парцела 154. Есхумираните коски на Панко во 1971 година се донесени овде. Тој е закопан токму во оваа гробница, но и тука не го наоѓа својот вечен мир. Гробиштата во Мирогој се преуредувале. Гробот на Брашнаров повторно никој не го бара, а за местото каде што е закопан никој не плаќа гробарина, па затоа неговите посмртни останки доживуваат уште една, последна есхумација. Она што државата не успеа да го направи 60 години, го направи екипата на КОТ. Ова е гробот на Панко Брашнар. Напуштен, анонимен, заборавен. Заедно со уште неколкумина жртви од тогашниот режим, почива во оваа гробница.
Сончевите зраци тешко се пробиваат низ крошните на разгранетите борови. Врз оваа осамена, напуштена и заборавена гробна парцела, никој никогаш не оставил китка цвеќе. Никој никогаш не застанал за со одсутен поглед да запали свеќа во знак на почит кон една жртва на режимскиот недовет. Само боровите иглички врз пропаднатата црвеница ја пробудуваат собеста на оние кои се уште немаат сон поради панков мислите. Северниот крај на гробиштата Мирогој, веднаш до крематориумот. Контури се уште видливи. Неколку квадратни метри гробница, во неа коски. Работа за форензичарите, доколку македонската држава сака да го врати народниот учител Панко дома. Затоа што малкумина се големите, светите, македонците кои не задолжија, да коските да им ги оставаме расеани по светот. Овој документарец на Кот е можеби повод и за една нова истрага. Кој не сакал да го стави на вистинското место, но и зошто народниот учител на Костарацин, основачот на ВМРО Обединета, соработникот на Апостолски, Пирузе и Ченто. Се надевам дека грешката ќе биде исправена. Му благодариме и на градоначалникот на општина Чашка, Горан Пановски, кој сакаше да ја поддржи идејата на Кот да се дознае вистината за смртта и гробот на Панко Брашнаров. Градоначалниче, кога ви ја соопштивме идејата дека имаме намера да го побараме гробот на Панко Брашнаров, вие безрезервно ја дадовте вашата поддршка, не само морална, туку и финансиска. Зошто? Прво да кажам на самиот почеток дека ми е голема чест и задоволство што сум дел од тимот кој што работи истражувачко новинарство и токму ова што го откривме сите заедно, мислам дека е еден голем долг кон ликот и делото на Панко Брашнаров, на човекот кој што на сите нас во Македонија многу ни значи. Македонија за него ништо во овие изминати години немаше направено, поготово во годините од кога го имавме и плурализмот, нели? Пред тоа и не смееше да се прашува за Панко Брашнаров. Потоа се направи споменик, меѓутоа не се побара гробот и местото каде што е закопан токму тој наш голем великан. Исто така имам една посебно голема лична причина, затоа што и мојот дедо, исто како и Панко Брашнаров, беше неподобна личност за поранешниот систем, лежеше во затвор неколку години во Идризово, се врати од затворот нормално со видно оштетени делови на неговите екстремитети, да не зборуваме духовно, и знам низ какви се маки поминуваше додека го живееше својот живот, додека не дојде плурализмот. Не само што тој како човек беше на црната листа во таа држава, него и неговите деца, а потоа во некоја помала форма и ние неговите внуци. Како политичар, што значи ова за Македонија? Јас верувам дека со голема радост ќе биде дочекана ова сето што ќе имаат можност да го видат, и се надевам дека во најскоро време неговите постмртни останки или се она што останало од него ќе биде донесено во нашата држава со најголеми почести. Префрлете се и вие во VIP Postpaid со истиот број и префикс и ослободете се од месечната претплата до крајот на годината. Повеќе за вас. VIP. Студирај на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Доби професионален ангажман уште за време на студиите. Годишна школарина 900 евра. Пишувај гласно, зборувај моќно. I said, are you gonna be my... I overheard something yesterday. 20 marketing gurus are coming.
Google, Yahoo, Kodak, Nokia. When? 24th and the 25th of October 2011. Where? Belgrade. Who is organizing it? The P-World. Who is helping them? Hebral Badger Bank. Register now. Boha Hapuron Mekho. Nandich. Сакам да те видам. Местото на наста. Како би се натука? Секоја информација има свој пат, но во денешното време на активни електронски комуникации, информациите може многу лесно да се изгубат на патот до својата цел. Затоа е потребно да воведеме ред и да ги регулираме електронските комуникации. Само така ќе исполниме својата прва и најважна задача – развој на електронските комуникации. АЕК – за подобра комуникација. Come and get it. Come on and get it, baby. Sour cherry and vanilla. Come on and rock it, baby. Cocoa cream and vanilla. Let's get that double feeling. Come and get that double pleasure. You know you want it, baby. Gonna last forever, ever. Come and get it. Plus za vaše zdravlje. Kompleks G132 Plus. Jedinstvena formula dragocenih prirodnih sastojaka brani vas od teških bolesti, malignih i srčanih oboljenja. Štitite se i borite protiv bolesti u svim apotekama. Нова, екстра понуда од АМЦ. Ултратенок Full HD LED Quad телевизор 9990 денари. 15-инчен HP лаптоп со подарок торба 16990 денари. Моќен компјутер со 22-инчен LED монитор Philips 19990 денари. Кредит без жиранти за само 599 денари месечна рата. АМЦ, секогаш најдобри цени. Ниската цена не значи ниска маса. Малата цена не значи мал тросет. Кратката цена не значи краток кревет. Со постојано ниските цени во Мебел Ви секогаш добивате повеќе. Ја барам енергијата од лавочините на нашата земја. Ја употребувам силата на нашите реки и езера. Ја вртам моќта на сонцето на наша страна. Се подигнувам во височините и го скротувам нашиот ветар. Елем соработува со елементите и на вистински начин ја користи енергијата на нашата земја. За секој да може да каже, имам енергија. Имам енергија за нови почетоци. Имам енергија за инвестиции. Имам енергија за нови победи. Имам енергија за повеќе пријателства. Имам енергија за мојата креативност. Имам енергија за моето семејство. Елем, енергијата на нашата земја. Suzuki Alto, најекономичниот автомобил во својата категорија. Сега достапен за само 7.900 евра. Возам и штедам. Тоа е моето ауто. Учество од 1560 евра, 90 евра месечна рата. Сега ќе ти кажа волкото.
Волку. 1000 минути во мрежата на One, 200 минути кон другите мрежи, 1 гигабајт бесплатен интернет. Плюс, можете да одберете Alcatel Lotte 891 со Android оперативен систем за 0 денари. One, секаде заедно. Префрлете се и вие во VIP Postpaid со истиот број и префикс и ослободете се од месечната претплата до крајот на годината. Повеќе за вас. VIP. Емисијата е само дел од серијалот документарци за заборавените личности од македонската историја кои дале придонес кон независноста. Затоа гледајте не и внедела.